За селски патишта и водоводи, општините од истокот од државата ќе добијат над 350 милиони денари. Најмногу пари со проекти за развој на селските средини обезбеди Штип, 60 милиони денари, а нив ќе ги троши за изградба на локален пат Лакавица Суво Грло во вредност од 20 милиона денари, потоа уредување на улиците во село Долани и изградба на пат до манастирот, до локалниот манастир, кој во вредност од 9 милиона денари, и третиот проект кој ќе биде подржан со 15 милиона денари е изградба на улици во село Врсаково. 27 милиони денари за рурален развој обезбеди општина Пробиштип. Еден проект по кој што аплициравме како приоритетен беше изградба на водовод во село Ратавици. Вкупната вредност на овој проект со кој што ние аплициравме е 5 милиони денари. Втор проект со кој што аплицировме е реконструкција на градскиот парк во Пробиштип во вкупна вредност од 19 милиони денари. Трет проект со кој што аплициравме оваа година е доуредување на излетничко место Лесново. Приближно исто толку пари ќе завршат и во општинската каса на малата Чешиново Облешево. Фекална канализација во населено место Чифлик, која е во вредност од сума некаде околу 16 милиони денари. Потоа имаме изработка на две улици во населено место Теранци во должина од 800 метри. Приближителна сметка на оваа сума е околу 7 милиони денари. И потоа имаме изработка на мини плоштади во сите населени места. Сумата која за три проекти ја обезбеди Пехчево изнесува 13,5 милиони. Едниот проект е фекална канализација во село Умлена, втор проект е пристапен пат до Света Петка манастирот, како туристичка локација ни тоа, и трет проект улица во село Црник во должина од 1 километар. Дури 55 милиони денари годинава државата ќе издвои за карбинци. Патот од село Долни Балон до село Трогирци во должина од 4,5 километри во висина од 20 милиони денари. Го одобри исто така проектот од село Радање до село Козјак во должина од 3,5 километри и влезот на селото Карвинци, тоа е 1 километар асфалт со 2 тротоари. Годинава со 27,5 милиони денари Македонска каменица ќе ја обновува патната инфраструктура до селата. Образувањето од регионалниот пат кој што се движи кон село Сафар до Мечкарска мала, практични поврзување со село Тера. Другиот локален пат е во рамките на село Тера, тоа е до мала Стамболии, и третиот е во рамките на село Дулица, од селскиот пат кој што е локалниот пат во село Дулица до мала Ќосевци и до Грии. Средствата се обезбедени преку Агенцијата за рурален развој и ова е досега најголема сума обезбедена за развој на селските средини.